Пролетта и затоплувањето на времето донесе раздвижување на мигрантите од Африка и далечниот исток низ македонска територија, предупредуваат граѓанските активисти. Тоа сметаат од невладината организација Леги се резултати на лошите услови во камповите во Грција, но велат дека сепак не може да се очекува поголем бран како оној во 2015 година. Но секако голема е бројката која што ние не ја гледаме, а која што поминува дали со кримчари или сами преку пругите и автопатиштата, истото на сценарио од пред 2015 година што го имавме. Во моментот, најголемиот дел од нелегалниот транспорт на мигранти се одвива со помош на камионски превоз. На државите партнери од Југоисточна Европа земјава неодамна им предложила заедничко справување со оваа појава. Значи, метнат во законот задолжително носење на камера во предниот и задниот дел на багажниот простор и десктопот да биде кај возачот. Во таква ситуација возачот во секое време приметува што се случува во багажниот простор. Криумчарите најчесто користат можност кога превозниците се наоѓаат на паркинг или пак кога преспиваат да ги вметнат мигрантите во камионот. Во Хрватска казните достигнуваат и до 4800 евра. И покрај тоа што полицијата ќе им дозволи после пронајѓање на мигрантите да продолжат, Хрватската царина ги казнува за нарушување на царински простор за кој што воопшто не се виновни. Во Грција пак има други проблеми. Имаме притвори, месеци поминуваат додека сите тие формалности и истраги се завршат, за на крајот да се установи дека возачот не е виновен. Муратовска вели дека честопати поради уништувањето на возилото и стоката, превозниците се соочуваат со огромни штети. Само во 2020 година бројот на компании бил околу 70. Имаме случај со чипсови за прехрана за кондиторски производи и приемникот во Загреб целата роба ја уништи затоа што влезени беа мигранти. Во меѓувреме, Србија гради 178 километри долга ограда на границата со Северна Македонија. Поради тоа постои стравување дека дел од мигрантите во иднина би можеле да останат во земјава. Ќе останува прашањето дали таквите лица би останале во Македонија или можеби криумчарите би ги промениле рутите преку соседните земји пред се Албанија кој има море. Меѓутоа сите оние кои ќе останат во Република Северна Македонија ќе представуваат сериозна безбедносна закана пред се, социјална закана. Пивоваро вели дека за да не дојде до ова потребно е почитување на прашањето за реадмисија со Грција, односно нивно враќање во земја од каде што влегле, нешто кое досега воопшто не профункционирало. Дополнително целата ситуација осложнува и пандемијата со COVID-19. Некои сметаат дека движењето на мигрантите сега и безбедносно прашање од здравствен аспект, бидејќи само оние кои ќе се најдат во транзитните центри поминуваат низ процес на тестирање или карантин, а тоа е многу мал број. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.